Добар ден, драги ученици! Добре дојдовте во училница на час по македонски јазик. Јас сум Бурбуќа Алију, предавам македонски јазик за учениците од другите заедници во Основно училиште Истикбал Тетово. Денешната наставна единица ни е видови и реченици според модална карактеристика. Ова видео настава е наменето за ученици од 6-то оделение. Што ќе учиме денес? Денес ние ќе се запознаеме кои реченици се расказни, кои реченици се прашални, а кои звични. Да ги разликувате расказните, прашалните и звичните реченици, да знаете кој знак да го напишете на крајот од овие реченици, правилно да ги употребувате овие видови реченици по устното изразување и припишувањето, самостојно да составувате расказни, прашални и извични реченици. Какви видови на реченици постојат? Постојат расказни, што се пишуваат со точка, прашални со прашалник и извични со извичник. Извични реченици. Среќен роден ден е колку убав подарок. Што се искажува со овие реченици? Се искажува изненадување. Имаме неколку примери. Тргни ми се од патот. Тргни се ти, јас не сакам. Баш да видиме кој ќе се тргне. Што се искажува со овие реченици? Се искажува лутина и инает. Мамо, денес добив петка. Браво, дај да видам. Што се искажува со овие реченици? Се искажува радост. Имаме и други реченици. Тато се плашам. Еве, доаѓа. А што се искажува со овие реченици? Се искажува страв. Со извичните реченици се искажува радост, лутина, страв и наед. Дали забележа каков знак стои на крајот од извичните реченици? Тоа е извичник. Овие реченици се читаат така што на крајот гласот се извишува. Вежбајте го изразното читање со повишување на гласот. Ви благодарам, ајде сега да читаме. Еј, застани, почекај ме. Баш не сакам да дојдам. Колку е убав овој цвет. Мама ми купи кукла. Денес ќе одам во парк. Зедов книга од библиотека. Кој работи во библиотека? Во библиотека работи библиотекар. Колку книги има во вашата библиотека? Во нашата библиотека има многу книги. Девојчето и момчето изговорија неколку реченици кои имаат целосна мисла. По што се разликуваат овие реченици? Девојчето поставуваше прашања, а момчето одговараше на прашањата, известуваше. Расказна реченица. Што се расказни реченици? Расказни реченици се оние реченици со кои нешто се раскажува или известува. На крајот на расказните реченици стои точка. Расказната реченица, долга или кратка, бара на нејзиниот крај да се стави точка. Кога некој ќе посака нешто да изјави, на крајот на реченицата точка ќе стави. Кога ги изговараме расказните реченици, на крајот го спуштаме гласот и застануваме. Видови реченици според модална карактеристика се расказни, желбени, заповедни и прашални. Расказни реченици. Со речениците се искажува ставот на говорителот. Тој може само да соопшти нешто, да праша, да изрази желба, потреба, наредба и сите тие потоа да ги негира, да бидат потврди и одречни. Модалност на реченицата е видот на реченицата зависно од изразениот став. Разликуваме расказни реченици кои соопштуваат за нешто, за настани во минатото, сегашноста или иднината. Кај овие реченици, при пишувањето на крајот ставаме точка, а при говорењето започнуваме ниско, ја подкреваме интонацијата и потоа пак ја спуштаме. Пример, утре ќе ја обработуваме лектирата. Желбени реченици. Се изразува желбата на говорителот, најчесто дејството не е извршено, па говорителот само го изразува својот став кон него. Утре сакам да ја обработуваме лектирата. Заповедни реченици се изразува заинтересираноста на говорителот за вршење на дејството.
Утре ќе обработуваме лектирата, се искажува наредба, не друг пат, не сега, туку токму утре. Прашални реченици, кога прашуваме нешто, очекувајќи соговорникот да знае, се изговара со специјална интонација која почнува ниско и се крева без спуштање. Например, утре ќе ја обработуваме лектирата, кога не знаеме дали е утре или некој друг ден. Значи, кога ние не сме сигурни, ние поставуваме прашање. Разликуваме три вида прашања, со интонација на реченицата или со прашални честици дали, ли, зар, нели, каде очекуваме да, не одговор. Пример, утре ќе ја обработуваме лектирата. Дали, зар, утре ќе ја обработуваме лектирата? Утре ли ќе ја обработуваме лектирата? Утре ќе ја обработуваме лектирата, нели? Со прашални и заменски зборови што, кој, кого, каде, како, колку, каде одговорот би бил потпун цела реченица. Например, кој ја прочита лектирата, со или каде има избор од два нешта или се донесува втора можност или се негира првата. Например, утре ќе ја обработуваме лектирата или задутре. Утре ќе ја обработуваме лектирата или не. Вие треба да знаете и да запомните, драги ученици, дека расказните реченици завршуваат со точка, пример Маја чита книга. Прашалните реченици завршуваат со прашалник. Пример, кој чукна? Извичните реченици завршуваат со извичник. Например, леле се удрив, не зборувај. И задача за вас, треба да пишувате во вашите тетрадки 3 расказни, 3 прашални и 3 извични реченици. Ви благодарам на вниманието и ви посакувам успех.